Цената на политичкиот инет секогаш ја плаќаат граѓаните и тоа со висока камата. Времето не стои, па реактуализацијата на популарниот БРТ покажува дека блокадите се исклучително исплатливи за политичките кариери, ама погубни за скопскиот сообраќај. Овој проект се очекува да врши заклучно со 31 декември 2026 година. Што значи дека нов еколошки јавен превоз ќе имаме од 1 јануари 2027 година. Подсмевањето не носи никаков ефект. Наместо за неколку месеци од денеска оваа власт да ја сече лентата и да го капитализира проектот, часовникот, што тие самите го стопираа пред 5 години. Дури сега, повторно почнуваат да го навиваат. Излеговте со објавата дека се почнува и дека се решено да се почне, излегува и обвинување дека можеше тоа да се почне 4 години порано, односно дека вашата политичка партија ги почеше тие процеси во Советот на град Скопје. Какво се вашиот коментар за тоа? Видете, јас одбегнувам генерално да се занимавам со минатото. Лесно е да се бега од минатото, особено кога во него се гледа кој стиска на кочниците. Ако денеска проектот може да биде благословен, останува нејасно што точно се промени, аргументите, бројките и реалноста, или само позицијата од која се толкуваат. И конечно, зарем истите, сега не се земаат предвид. Ваков проект е изводлив и реално потребен за градови кои што се многу поголеми од Скопје, како по површина, така и по број на жители. БРТ не стана поизводлив, Скопје не се зголеми, математиката остане иста, се смени само адресата од која се гледа проектот. И покрај видливата промена на политичкиот агол, и натаму, упорно се тврди дека никој не бил против. Јас никогаш во ниту една моја изјава не сум кажал дека проектот не треба да се реализира. Ниту пак се сеќавам дека било кој рекол од мојата политичка партија дека не треба да се реализира. Може би е точно, може би политичката меморија има селективен режим за риквец, но важно е дека тие што сега ќе хвалоспеваат, тогаш биле не само воздржани, туку експлицитно изразувале несогласување. ВМРО, ДПМН и коалицијата секогаш имаат став, а тоа е нашето мислење дека БРТ нема да го среди проблемот во градот Скопје. Решението не е осмислено, не е функционално и не е добро. Ова законско решение се носи со нов заем од 70 милиони евра за брз автобуски превоз. И сето тоа би било добро кога би било реално. И на крајот, за тоа што навистина било реално, а што не. Дали проблемот навистина лежеше во тоа дали заемот е помал, ист или поголем, или во нешто сосема друго. Кажете им на граѓаните, БРТ у Скопје ќе има кога ќе дојдеме на власт у Скопје. Кажете го тоа. Што се мачите 4 години да не се реализира? Излегува дека БРТ не било ниту невозможно, ниту нереално, туку заглавено во политичкиот кружен тек. Кружен тек во кој граѓаните изгубија цели 5 години, само за да стигнат на истата, на почетната станица, на која пат ќе го чекаат истиот автобус.